Јас, како што видовте и од овој претходен кадар, веќе го имам следниот гостин со мене во студиото, господин Љупчо Кузмановски, адвокат, и еден од луѓето кој се појавува како да кажем стручно лице, застапник на штедачите во аферата со Евростандард банка. Добар ден, добро утро, господин Кузмановски. Благодарам што прифативте да дојдете. Ве гледав некни во изјавата пред Државната комисија за спречување корупцијата, каде што прилично остро побарахте оставка од целата комисија на чело со претседателката заради нивниот став во врска со она што додека јас и вие разговараме, веќе се разгледува, предпоставуваме, на Уставниот суд, а тоа е барањето да се преобмисли, да се преоцени оправданоста фондот за осигурување на заштедите да биде првиот кој би се наплатил во случај на пропасна банка, фалирање и така натаму. Ајде да почнеме вака со ред. Зошто толку жестоко реагиравте во однос на ДКСК? Бидејќи претседателката потоа ги појасни работите, гледам дека таму има исто едно како малку така повлекување од својата позиција која претходно ја утврдија. Вие сепак реагиравте жестоко. Па реакцијата беше жестока поради тоа што на 15.4., значи пред 7 дена, имаше седница на Уставниот суд на која беше поставена истата точка на дневен ред. Во текот на самата седница, пред гласањето, од ДКСК беше лиферувано соопштение дека еден од судиите треба да внимава на судирни интереси во врска со одлучувањето по точката за која веќе требаше да се гласа. Како резултат на тоа соопштение, Уставниот суд, како институција, како колективно тело, одлучил да не гласа на минатата седница и да го провери она што ДКСК го соопшти јавно. И затоа одлучил да остави дополнителен рок од 7 дена за одлучување, а во меѓувреме да испрати барање до ДКСК за... Вие разбирам итноста како штедачи се разбира. Меѓутоа, можеби не е лошо што се направи тој рок од 7 дена. Ако ништо друго се разјаснија позициите. Вие сте во право, велите ова што Уставниот суд го разговара за промена на член 163 е принципиран разговор и не може се доведе во контекст на некаков личен однос на некој судија во врска со Евростандард банка. Таа аргументација е јасна. Но можеби не е лошо што се искористија 7 дена за да барем и тоа се расчисти. Значи, добро, нашата реакција беше поради тоа што сметаме дека ДКСК воопшто нема надлежност да одлучува околу изземање на уставен судија. Мислам, тоа би било еден невиден преседан ако ДКСК одлучи дека судијата не може или не смее да учествува во работата и да гласа. Тие се избрани функционери и заради тоа реагирали. Значи, уште еднаш да накратко да појасниме. Се работи за постапка. Значи, не се работи за јавна набавка или нешто друго што Уставниот суд заради својата работа го прибавува. За постапка. Кај редовните судови, граѓанските и кривичните, има закони со кои што се регулира постапката. Во парница закон за парнична, во кривична закон за кривична. Во тие закони е предвиден институт изземање на судија токму поради судирни интереси. Кај Уставниот суд Уставот така регулирал дека работата се регулира со акт на судот и судот донал деловник. И во тој деловник нема одредби за изземање на судијата, но тоа не и дава право на комисијата, пак ќе повторам, да се вмешува во постапката, зашто тоа е постапка. Значи, веќе Уставниот суд има примери каде што судиите барале изземање и тоа токму овој судија што го посочува, има претходно веќе побарано изземање. Судот на јавноста е тој кој што фактички ги ограничува уставните суди да учествуваат во предмет каде што имаат судирни интереси. Замислете што би било некој уставен судија да реша предмет за некој негов роднина, да речеме. Да. Добро. Се чини дека таа фаза ја надминавме. Вчера ве изненади Министерството за финансии со едно неочекувано соопштение прилично доцна во денот, во кој што прво министерот излеза, а потоа се формулираше како официјално соопштение на Министерството за финансии, а по повод денешната седница на Уставниот суд, каде што сега веќе државата, представено од Министерството, вели фондот за
гаранција за осигурување на депозити да не се чепка. Бидејќи нивната аргументација дека тој, да упростам до крај, ја гарантира стабилноста на банкарскиот сектор, постои веќе 14-15 години и дека ако тој се стави како да кажем втор по важност во однос на штедачите кои би се наплатувале, може да дојде до негово исцрпување што ќе се рефлектира врз кредибилитетот на банкарскиот сектор и така натаму. Ви изненади ова соопштение или очекувавте такво нешто? Не, искрено, јас сум многу изненаден, лично како адвокат, како граѓанин, како представник на Сдруженијето, мислам, ова е навистина еден сериозен преседан на вршење на притисок на јавна сцена, преку јавно соопштение и тоа без калкулации, без сокривање од високи позиции. Може би подобро што е јавен притисокот, барем знаеме. Порано ќе беше полоша ако е позади во канцеларија. Се бар знаеме на што сме. Значи ние во подолг период наназад од работењето на Сдруженијето постојано кажуваме дека врз судиите се врши притисок. За жал, немаме докази кој го врши притисокот и како го врши, но се чувствува дека има притисок. Сега во ситуацијава еве излезе кој го врши притисокот. Како гледате на нивната аргументација од правен аспект, прашувам адвокатите? Значи, видете вака сега, прашањето за стабилноста на финансискиот систем е прашање што треба да го решава Министерство за финансии. Тука тоа е неспорно, не е спорно. Прашањето за уставноста на член 163 став 3 од Законот за банки е прашање што треба да го решава Уставниот суд. Ако Уставниот суд се грижи за стабилноста на финансискиот систем, тогаш не ни треба министер за финансии, по дефиниција. И затоа, мислам дека ова прашање е толку сериозно, што јас немам друга порака до министерот, тоа се истата што ја упати Сдруженијето до Државната комисија, веднаш да си поднесе неотповиклива оставка. Бидејќи се меша во работата на... Ако не го стори тоа, и на премиерот Заев му порачуваме веднаш да го разреши. Зошто? Затоа што преку вршење на еден ваков притисок врз Уставен суд, сметам дека ги доведува веќе во прашање и европските интеграции на државата. Тоа е многу посериозен проблем отколку што веројатно министерот мислел или предпоставувал кога го лиферувал тоа соопштение во текот на вчерашниот дел од јавноста ќе каже да, ама надлежност на министерот е, иако јас сум сосема согласен со ова што вие го кажувате во смисла на поделбата да работите, е да предупреди доколку се смени овој член од страна на Уставниот суд, тоа ќе предизвика лавина, предпоставувам, од наредни промени кои ќе мора потоа министерот во не само еден, во повеќе закони да ги прават за да се прилагодат кон целата таа ситуација. И сега сакам да кажам, овој министер кој е јавен функционер, веројатно има потреба да политички да излезе, каже, видите, ова е многу озбилно прашање, кај што вие велите многу сериозно прашање, ќе предизвика цела една системска промена. Спремни ли сме ние, неопходна ли е таа системска промена и од аспект на оштетени штедачи од Евростандард, сега ме прашувам, не само од аспект на принципијална расправа за фондот за гаранција на депозити? Значи, аргументот што го истекнува министерот дека се работи за прашање кое засегнува во стабилноста на финансискиот систем или на банкарскиот седно, мислам дека не е всушност аргумент, туку е изговор поради кој не знам пак велам од кои причини се врши притисок врз фондот. Ова не е прашање за стабилност на финансискиот систем, затоа што средствата што се во стечајната маса на банката, конкретно на Евростандард банка, не се средства од буџетот. Тоа се приливи на средства од сосема други страни на кои воопшто министерот не сметал кога се планирал буџетот или веројатно кога ќе се планира идниот буџет за идната година. Тоа значи едноставно нема ниту една допирна точка со стабилноста на финансискиот систем. Повторно велам, ако министерот преку Уставниот суд бара заштита на стабилноста на финансискиот систем, тогаш веројатно тука се сериозно побркани лончињата. Адвокат Љупчо Кузмановски, правен застапник на оштетените штедачи во Евростандард банка.
Како е, докаде е целата друга постапка стигната, господин Кузмановски? Што прави стечениот судија? Гледаме разноразни размена на аргументи, ајде да не употребам потежок збор, и од бившата собственичка структура на банката, заправо не е таа бившата, а и сегашна. Гледам дека се водат полемики и во стручните кругови и така натаму, но ве прашувам што се случува зад сцената? Се одвива ли таа приказна во некаков правец со кој вие може да бидете можеби надежни дека нешто ќе се реши позитивно? Па, стечајната постапка е започната според роковите што ги предвидува законот за стечај. А меѓутоа овде не се работи за да речем едноставна стечајна постапка, значи овде се работи за една банка која иако се кажува дека е мала банка, меѓутоа има доста обемен материјал за работа, би рекол. Секоја планина своја тежина за оштетените и голема. Значи, не само за оштетените, туку како предмет судот оформува предмет, стечен предмет во судот, е тоа многу обемна работа со доста материјал. Покрај тоа во целата работа се вклучи органите за прогон, значи во тек се истраги или предистраги, не знам што прави Министерството и финансиската полиција. И обвинителството се разбира. Да, и обвинителството. Обвинителството и финансиската полиција. Значи, тука има одредени меѓусебни размена на информации, размена на документација, сето тоа бара време, бара одреден простор за работа фактички да кажам, и поради тоа се уште стечајната постапка е во една фаза каде што се утврдени побарувањата, започната е постапка за на наплата и тука е сега во таа фаза постапката. Сега можам да кажам дека состојбата со паричната маса, со стечената маса на банката, ја знае најдобро стечајниот управник. Мислам дека за среќа стечајниот управник, мој впечаток е дека е отпорен на вакви странични влијанија, зашто и таму има многу, што од собствениците, што од доверители и не знам, од разни заинтересирани страни. Меѓутоа, да се изразувам надеж, да се надеваме, значи, еве и од името на Сдруженијето, дека состојбата полека ќе се среди и од онаа фаза почетна, кога се прави еден биланс за старт на стечајната постапка, ќе почне понатамо во смисла на тоа на почеток на носење одлуки за наплата на побарувањата, за продажба на имоти. Не памтам многу успешни стечени постапки во Македонија кои успешно се завршени во последниве 30 години. Напротив, памтам стотици кои што заглавиле, има некои кои се влечат по 20-30 години, сега да не ги спомнуваме, уште од 90-тите. Има низа истории па и скандали врзани за стечени управници и така натаму. Колку мислите дека ќе трае оваа стечена постапка? Што се вашите предпоставки со целата комплексност за која што говоревте на случајот? За жал така е со стечајните, тоа не е спорно, со стечајните постапки е така. Не очекувам ни оваа дека ќе заврши во некој брз рок. Рекорден рок. Значи ова сепак ќе трае подолго време, но зборувам дека за разлика од некои други постапки на стечај, ситуацијата во почеток ми изгледа дека постапката оди во нешто подинамична фаза, отколку што покажува ова искуство со другите постапки стечајни. Па и овој јавен притисок мислам дека помага за тоа. Сепак е случајот високо профилен, дури има и дури и самите собственици протестираат што истражните органи споро работат. Вие и како адвокат ве прашувам, не сте зачудени што поминаа толку месеци откако се случи се тоа, а се уште се вршат предистраги и не сме дошли ни до фаза на отворење истраги? Па, тука сега не би сакал да коментирам, затоа што тие прибираат документација колку што знам, значи работат во банката. Сега дали тоа им е доволно или прибираат можеби од други места некакви документи, тоа е работа што тие треба да ја завршат. Значи, колку што мене ми е познато, банката е поврзана, и тоа многу поврзана, и со други банки преку трансакции,
Значи парите завршувале на разни места. Добро, тоа е делумно и нормално. Така функционираат банкарските. Секој го покрива, вложуваат кај него. Така е, тоа е нормално кај банките, но не е нормално тоа да се прави со цел да се испумпаат парите од банката. Тоа е веќе друга Истрагата се надеваме дека тоа ќе го утврди со така која е, цел. да. Но само уште за една забелешка, значи она што ние го сметаме како многу битно во цела работа и во врска со постапката на уставен е фактот што цврсто сме убедени дека во банката се случувал и причина за пропаѓање на банката е криминал. Криминал кој бил толериран, речи се една деценија наназад од страна на државните институции, почнувајќи од Народна банка и другите кои што треба да го следат текот на парите. Значи, од 2013 година се споменува дека има проблем Евростандард банка, до стече од 2020 има повеќе од 7 години. Не е значи 1, 2 или 3 месеци. Сега, во толков долг период, никој да не интервенира до степен да се, барем да се ублажи состојбата и да не дојде до ризичен настан, сметам дека веќе тука се доведува во прашање и авторитетот на државните органи кои сте задолжени токму за таа работа. Додека разговараме, погледнувам во компјутерот да не излезе некаква одлука во меѓувреме од Уставен суд, бидејќи мислам дека е тоа во тек таму сега. Значи, оваа седница, денес што се одржува, јас знам дека е во тек, нема никаква друга информација, значи Што ќе се случи, да ве прашам, доколку биде на еден начин одлуката или на друг начин одлуката? Ве прашувам сега и конкретно и за застапувањето на Евростандард. така, значи ова е добро прашање, но прашањето не е толку врзано со Евростандард банка. Добро, сепак ќе има консеквенции. Ќе има консеквенции сигурно, но тоа е многу пошироко прашање, затоа што ако остане во сила законот од банки што е нападнат пред Уставен суд, тоа ќе остане ризикот по стабилноста на финансискиот систем. Спротивно на тоа што го тврди Министерство за финансии. Са тука немаме време, но има поголема елаборација. Например, ние сме единствена држава во Европа каде што не се обештетени правните лица или каде што кај физичките лица по им депозит се сведува се што имате во банката, и сметката трансакцијска, и на картичка, и ако имате орочен депозит. Тоа исто така не е никаде во Европа, не е така. Во Европска унија се до 100.000 евра за штедите гарантирани и на поинаков начин. Но начинот е сосема поинаков, до 100.000, но тоа е само за орочениот депозит. Тоа е депозит, тоа се смета за депозит. Но овде, например, ако земате плата преку банка и банката отиде во стечај, истиот ден требало да ја подигнете платата, вие не можете да ја подигнете, или пензија, или социјална помош, или, например, ви дошла некаква помош од друг извор, некој ви пратил пари на трансакција, се добиле надомесна штета. Значи, тоа на вистина е проблем кој што треба да се среди преку една потемелна и поширока реформа на повеќе закони, но ние сметаме дека ова ќе биде иницијална каписла која ќе ги предизвика тие промени. За да се направи еден систем, ако не е целосно еднаков за сите, тогаш барем во еден добар процент сите да бидат еднакви пред законот и пред уставот. А ако тоа не се случи? Па, за жал ќе правите како здружение се? Ние ќе, ако не се случи сега со Уставен суд, ние истото прашање ќе продолжиме да го поставуваме пред органите кои што тоа може да го направат, тоа е владата и собранието. Понатаму ќе бараме измена на законот во тоа и на повеќе други закони. Морам да забележам причината заради која ве поканив на овој разговор и баш ми е драго што на тој начин го водиме, што вие бирате еден многу цврст, логичен, правен пат на кој сакате да го разрешите овој спор. Значи, една е онаа политичка дебата со шпекулации, со сетото кој е вмешан, кој е внесен и така натаму, но друга е оваа цврста патека по која врвите и велите ова мора да има и правно решение за да биде издржано решението. Значи, кога зборуваме за едно системско решение, значи, сега оставаме Евростандард банка на страна, односно членот од закон не е за Евростандард банка, и укинување или поништување на тој член мора ќе се случи ако се ова уставен го усвои, ќе се случи една правна празнина
и ќе отвори голема можност за да го имплементираме ова точно преку овој правен пат по пат на промена на регулативата која треба да гарантира поголема стабилност на системот. Значи ние сметаме дека она што кажува министрот или не знам некои други што сметаат дека е ова патот да се сочува стабилноста на системот преку опстојување на овој член во законот, ние сметаме обратно. Овој член треба да се укине за да се сочува стабилноста. Преку зајакнување на довербата на штедачите во целиот систем. Така е. Љупчо Кузмановски, адвокат, застапник правен на штедачите на Евростатна банка. Ви благодарам, ќе се видиме повторно, ќе има ова некаква разрешница и ќе има потоа нови компликации на еден или на друг начин правни. Па видете, јас очекувам денес да реши Уставниот суд вака или така и да ја прекине неизвестноста. Благодарам уште еднаш.